Премиере, вие лично, меѓутоа и владата, во повеќе наврати јавно зборуваат за руски активности кои целат на подкопување на ситуацијата во Северна Македонија. За какви активности конкретно станува збор? Што прават надлежните? Најпрвен, ние сме држава која што стратешки се определила да биде членка на НАТО и да биде членка на Европската Унија. Членството во НАТО веќе го имаме остварено и значењето на тоа членство го гледаме сега кога се води војна во Украина после инвазијата која што ја изврши Русија врз една независна и суверена држава. Конечно ги отпочнавме преговорите со Европската Унија, што практично значи остварување на стратешките цели кои што државата ги има поставено пред 30 години. Секако дека Балканот е еден од регионите кој што секогаш бил под геостратешки интерес и на Руската Федерација, како и на други земји кои што не сакале да го видат регионот како дел од Европска Унија и НАТО. И секако дека имаат влијание кое што се одразува негативно на тие европски интеграции. Вие ме прашавте конкретно за какво е тоа влијание. Такви влијанија се во повеќе правци се одвиваат. Ние сме сведоци сега дека имаме голем број на хибридни напади во делот во владините институции, што исто така се случува и во Република Албанија, која што исто така е членка на на НАТО и која што ги отпочна преговорите заедно со нас со Европската Унија. Меѓутоа исто така има и политички партии кои што се противат на нашето членство во НАТО и од зачленувањето во Европската Унија. За кој конкретно? Најконкретно е партијата Левица, која што вие гледате дека тие имаат и отворена соработка со партии од Русија. Меѓутоа, мене ме загрижува и однесувањето на ВМРО ДПМН, кое што секогаш се противи на стратешките интереси на државата. Вие, ако се сеќавате, тие беа против Преспанскиот договор и за членувањето во НАТО, а сега беа против предлогот на Европскиот совет во однос на преговарачката рамка и отпочнување на преговорите со Европската Унија. Подоцна, за да можат да се зацкријат зад македонските граѓани, што секогаш впрочем и го правеле, започна една противуставна иницијатива за референдумско изјаснување. И исто така ја поддржуваат иницијативата која што Левица сака да ја промовира, која што се однесува исклучиво кон стопирање на патот на државата кон во Европската Унија. Сметам дека тоа е апсолутно погрешно и апсолутно спротивно на стратешките интереси на државата и на она што граѓаните пред 31 година го одлучиле со создавањето на своја независна и суверена држава, која еден ден ќе стане земја членка и на НАТО и на Европската Унија. Кога ќе обелодените војната помош од Македонија за Украина и дали стравувате од можна жестока реакција од Москва? Најпрвин во однос на војната агресија која што Русија изврши врз Украина, ние имаме многу јасен став и ние ја осудивме на првиот ден кога таа се случи, бидејќи тоа е напад на една држава врз друга суверена и независна држава. Тоа е исто така војна на автократија со демократија, ние сме дел од демократскиот свет и веќе на првиот ден од војната агресија Северна Македонија 100% ја усогласи својата надворешна политика со политиката на Европската Унија, а нормално како членка на НАТО ние учествуваме во донесувањето на одлуките на НАТО и јас бев представникот на државата на вонредниот самит на НАТО кој што се одржа во Брисел оваа пролет. Во однос на помош која што ја даваме на украинскиот народ, таа помош исто така беше многу транспарентно објавена, односно сите одлуки. Се работи за помош која што Северна Македонија ја обезбеди преку своите партнери и преку Министерството за одбрана, меѓутоа исто така и хуманитарна помош во однос на помош на граѓаните, како и носење на одлуки за згрижување на бегалци од Украина кои што ќе дојдат на територијата на Северна Македонија. Веќе некои беа дојдени во Северна Македонија, дел се задржани, дел го продолжија својот пат во други држави во Западна Европа, меѓутоа ние и сега сме и подготвени и отворени сите граѓани од Украина кои што ќе имаат потреба да дојдат да ги примиме согласно со одлуките кои што ги имаме донесено и нормално нашите капацитети. Ставот на државно-политичкиот врв е дека
Влезот во Европската Унија станува од политичко безбедносно прашање. Македонија по 17 години отпочна преговори. Оптимистички најавувате до 2030 дека ќе стане членка. Нели е тоа премногу оптимистички? Најпрви ние имавме еден период од 17 години кандидатски статус, во кој што кандидатски статус во изминатите 5 години владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и од коалиционите партнери практично работеше на усогласување на законодавството со европското законодавство. Ние во моментов имаме 45% усогласено наше законодавство со европскиот аквиз и со отпочнувањето на преговорите многу сериозно пристапивме кон оваа тема. Веќе имаме направено преговарачка структура која што беше официјализирана од страна на владата. Имаме назначено главен преговарач, тој е вице-премиерот за европски интеграции, главен советник на преговарачкиот тим, кој што е практично бившиот главен преговарач и постојан представник во Европската Унија на Република Хрватска, што значи дека донесовме едно значајно искуство. Вклучени се во преговорите и академската заедница, невладиниот сектор, деловната заедница и така натаму. Сметам дека реално е за 14 месеци да заврши скрининг процесот и потоа да отпочне како што е и процедурата, отварањето на поглавијата и до 2030 година, согласно со темпото со кое што веќе почна да се работи, сметам дека е реално Северна Македонија да стане членка на Европската Унија. Ние бевме исто така оптимисти и при комплетното усогласување после влегувањето во НАТО и бевме држава која што најбрзо ја направи интеграцијата во НАТО структурите од сите претходно кои што влегувале во НАТО. И затоа сум реален оптимист дека можеме до 2030 година да станеме членка на Европската Унија, вклучително на тоа што планираме да ги активираме сите прогресивни сили во државата кои што се за членство во Европската Унија. Забележливо е дека во последните недели сте во потрага по енергенси во пресрет на зимата. Бевте во Бугарија, во Игреја и Турција за испорака на јаглен. Со оглед дека се најавува ново поскапување на струјата пред нова година, што прави владата? Јас уште во мај кажав дека ова ќе биде најтешката зима после Втората светска војна. Тоа сега сите го потврдуваат. Затоа зашто уште тогаш се гледаат движењата на пазарот на енергенси и особено влијанието негативно кое што го има војната во Украина. Секој човек во услови на криза и во услови на војна мисли на себе, мисли на своето семејство. Меѓутоа обврска на премиерот да мисли на сите во државата. И затоа заедно со министрите од економските ресори, заедно со претседателот на Стопанска комора, во согласност со нашите добрососедски односи, кои што во последните 5 години ги изградивме со сите соседни држави, со оглед на тоа дека ги затворивме отворените прашања, со оглед на тоа дека отпочнавме преговори со Европската Унија, отпочнавме разговори нормално и со Грција, и со Србија, и со Бугарија. Вчера се воде разговор исто така и со Република Турција во однос на обезбедување на доволна количина на енергенси и на електрична енергија за зимата. Оваа зима ќе биде ужасна. Вие ги гледате и сите обраќања во Обединетите нации, каде што сите држави изборуваат, представници на држави изборуваат за кризи кои што се случуваат. Оваа година има недостаток на електрична енергија и проблеми во логистика со испорака на храна за добар дел од светот. Меѓутоа сметам дека идната година ќе има покрај недостаток на електрична енергија не само проблеми со логистика за испорака на храна, туку и недостаток на храна, каде што најмногу ќе биде погодена Африка при недостаток и изголемени цени на храна, кај што најмногу ќе биде погоден европскиот континент. Ние го имаме зголемено производството на електрична енергија во државните капацитети во Рек Битола, Осломе и Тец Неготино. Работиме на обезбедување и со тоа обезбедуваме електричната енергија за граѓаните и за малите потрошувачи. Значи некаде 600.000 домаќинства и 70.000 мали потрошувачи компании добиваат субвенционирана струја од 80%, што значи дека доколку не е субвенцијата од државата, тие би плаќале 5 пати поголеми сметки за електрична енергија. Она што во моментов го правиме е да обезбедиме количини на електрична енергија преку директни договори со други држави за стопанството, односно за големите потрошувачи на либерализираниот пазар, со оглед на тоа што цените кои што во моментов се на светските енергетски берзи не се соодветни за македонското стопанство, меѓутоа не се соодветни за ниедно друго стопанство во регионот
и во Европа. Ние ќе продолжиме по таа борба за обезбедување на енергенси. Убеден сум дека секоја борба и секоја работа на крајот ќе даде резултат и се надевам дека заедно со економските ресори, заедно со Стопанската комора ќе успееме да најдеме доволни количини на електрична енергија кои што ќе бидат испорачани на стопанството по соодветни цени од она што го има на светските берзи. Премиере, ви благодарам за разговорот за Гласот на Америка. И благодарам на поканата.